И тоа во две нивоа, каде што оваа година најдобрите од минатата година одат на второ ниво на едукација и приprema за модната ревија во рамките на модниот викенд. Меѓутоа, ние како здружение ја предпознавме креативноста на многу млади жени во Македонија за традиционалните вештини и токму во тоа гледавме еден потенцијал за самовработување. Креативноста е нашата колективна меморија од нашите баби, тетки, мајки и едноставно не беше тешко да се препознаат луѓето кои можат, жените, младите кои можат да се вклучат во овој проект. Потреба на текстил и промоција на одржив развој и циркуларна економија. Која на жал беше скоро заборавена во Македонија, меѓутоа ние во Куманово во текстилното училиште најдовме благодарение на професорките и менторките. Веќе има млади кои сакат да го продолжат овој занат. Плетевме во Струмица, најдовме една екипа на заинтересираност на жени од Струмица и околината кои плетат и сега веќе после 3-4 години веќе и работат. Шиењето, везењето, сето тоа беше дел од нашите работилници и практики. Професионално и стручно менторство од експерти од областа на дизајнот, предприемништвото и маркетинг. Меѓутоа, да се покаже на пазарот на трудот и како конкурентноста да биде причина за самовработување. И како дополнување на тие практични обуки, организиравме семинари за бренд менеджмент и маркетинг стратегија за мали бизнеси, користење на социјални медиуми за промоција и продажба и брендирање на собствени производи. Бизнес организиравме базар каде што учесниците имаа можност да ги продаваат своите производи и за прв пат да се сретнат со конкуренција на тие редовни производи и во конкретен успех, создавајќи собствени производи, започнувајќи мали бизнеси или пронаѓајќи нова професионална и лична насока. Еве неколку справедливи примери. Жена побука во Скопје се одрабли да започне собствен бизнес и отвори продавница на приливска чаршија. Младо девојче кој поминувало низ тежок период преку плетење, пронеде нова мотивација и денеска соработува со локален бизнес и продава производ на базар. Креативна доработка на стари фабрички украси со рачен мес. Ракотворбите станаа како терапија. Плетењето и визењето се покажа како силна алатка за подобрување на менталното здравје, вештини, самодовербата и креативноста. Ова стекнав можност за лични приходи, економска независност и поддршка на моето семејство. Не е само форма на уметнички израз. Таа е дел од економијата, културата и идентитетот на едно општество. Таа е динамична индустрија која постојано се менува и се развива под влијание на новите технологии, одржливите практики и глобалните трендови. Токму за тоа е многу важно да се создава простор каде што ќе се сретнат образованието, индустријата и новите идеи. Треба да кажем да навистина ми е чест и задоволство дека четврта година сме тука заедно и дека вече си од почеток сме присутни, јас и мојата супруга и тимот од амбасада и kroz проект имаме можност прво да запознаеме и Македонија пошироко, вашите традиции, вашите градови, вашите луѓе, млади и видиме дека овој проект нема само нека цента во модата и во креациите, него да има пошироко значење, да има мултипликативни ефект и многу ни е драго за тоа. Словенечка развојна помош има важна улога во прилагочувањето на партнерствата меѓу нашите земји и во создавањето можности за одржлив развој. Токму ваквите проекти кои ги поврзуваат луѓето, институциите и идеите покажуваат колку е значајна регионалната соработка и колку таа може да допринесе за развојот на заедницата. Словенија, кој што ги поддржува овие проекти, кои што како училиште ни се многу значајни за образовниот процес. Станува збор за тоа дали во Македонија повеќе се зборува за модата или се произведува. Сметам дека истовремено и се зборува и
ви дава знак дека кога има зборување за нешто, дека постои силен интерес, на примата точка, односно најдето до примата точка, како училиште, секојдневно гледаме многу млади таленти, кои што, значи, ученици, кои што имаат талент и наша задача е тој талент да се препознае, да се искористат сите можности. Да зборуваме за да ги отвориме очите на јавноста, за можноста што која нуди модната индустрија, а не само да кукаме како некои други тоа што го прават. Значи да зборуваме и да правиме дела кои ќе бидат добар пример дека има можности и дека може да постигнеме многу. Производство со пониска додадена вредност, но лонот кој што во моментот се практикува е многу поразличен од она што беше, да речеме, пред 20 години, кога само се кроеше и шиеше. Сега имаме повисока додадена вредност, одредени компании веќе набавуваат помошни материјали кои се вградуваат, но уште повисока додадена вредност е тоа што имаме компании кои што ја нудат услугата на изготвување на шаблони